19 глава. Неговото минато. Майкъл имал 19 години кога се онесвестил заради нервна исцрпеност. Тој одел на коледж полновремено во текот на денот, а пишувал, организирал и свирел пијано и тапани во локалните клубови во попладневните и вечерните часови. Бил под голем стрес, малку спиел и напорно работел до исцрпеност. Семејниот доктор предложил да биде сместен во некоја блиска ментална болница, за да може да се одмори колку што му е потребно. Неговата мајка подоцна ми кажа дека таа и докторот зажалиле за таквата одлука, но во тоа време не знаеле што друго да направат. Майкъл ги опиша своите 2 недели одмор таму како најстрашното искуство во неговиот живот. Тој видел толку чудно и ужасно однесување кај другите пациенти, што бил истрауматизиран од страв дека можеби никогаш нема да излезе. Тој се вратил на коледж со помалку стресен распоред. Низ годините на нашиот брак имаше моменти кога тој толку многу работеше, што ја искусуваше истата таа исцрпеност. Тоа секогаш го потсетуваше на она што му се случи кога беше тинејџер. Минатото му се враќаше како привидение и му се закануваше со мислата: повторно ќе завршиш во ментална болница. Токму во тие моменти, рече тој, моите молитви најмногу му значеле. Секогаш се молев да ја знае вистината и вистината да го ослободи. Евангелие според Јован, 8 глава, 32 стих. Се молев Бог да го избави од минатото. Ова беше постепен процес, но гледав чекори напред секој пат кога се молев. Минатото не треба да биде место во кое живееме, туку нешто од кое учиме. Треба да го заборавиме она што е зад нас и да се стремиме кон она што е пред нас и да трчаме кон целта за наградата на горното призвание од Бог во Исус Христос. Филипјаните, 3 глава, 13 и 14 стих. Бог е избавител и обновител. Ние треба да му дозволиме да биде и двете. Тој може да не избави од минатото и да го обнови она што е загубено. Тој може да ни надомести за лошите работи кои се случиле. Псалм 90, 15 стих. Треба да му веруваме дека ќе ги направи овие работи. Никогаш нема да можеме да преминеме од сегашноста во иднината, за она што Бог го има за нас, ако се држиме до и живееме во минатото. Минатото на твојот сопруг не само што влијае врз него, туку влијае исто така и врз вашето потомство. Многу повеќе се пренесува на вашите деца и внуци, отколку само бојата на косата и очите. Можеме да оставиме толку болно и штетно наследство, какво што сме искусиле и самите. Можеме да оставиме наследство на развод, гнев, вознемиреност, депресија и страв, да наведам само неколку. Од што и да можете да се ослободите ти и твојот сопруг, ќе значи повеќе слобода и за нив. Се додека живееш во минатото, не само што ќе изгубиш нешто од она што Бог го има за твојата иднина, туку и за иднината на твоите деца. Случките од минатото на твојот сопруг, кои најмногу влијаат врз неговиот живот, најверојатно се случиле во неговото детство. Лошите работи што се случиле или добрите работи што не се случиле со членовите на семејството имаат најголема важност. Да бидеш етикетиран на одреден начин од некој роднина или врсник останува и во зрелите години. Зборовите како дебел, глупак, несмасен, неуспешен, сиромашен, губитник, дембел, четворооки, бавен или идиот оставаат последици и се врежуваат во умот и во чувствата, дури и во зрелите години. Иако никој не може да се преправа дека минатото не се случило, можно е да се молиме сите последици од него да бидат отстранети.
Никој не е предодреден да живее со нив за секогаш. Бог вели дека треба да бараме избавување, да одиме по неговиот пат, да ја прокламираме неговата вистина и тогаш ќе најдеме ослободување од нашето минато. Но понекогаш постојат нивоа на слобода низ кои треба да поминеме. Твојот сопруг може би смета дека е ослободен од нешто, а тоа повторно да се појави, оставајќи го да се чувствува дека е повторно на почеток. Кажи му да не се обесхрабрува од тоа. Ако оди со Господ, тогаш најверојатно преминува во едно подлабоко ниво на слобода, кое Бог сака да го оствари во неговиот живот. Твоите молитви сигурно ќе го подготват за неговото патување кон поголема слобода. Ослободувањето од минатото може да се случи наеднаш или може да биде постепен процес во зависност од тоа што Бог не учи. Проблемот е што не можеш да направиш тоа да се случи кога ти сакаш. Треба да бидеш трпелива и да се молиш колку и да е потребно. Бог да ги тргне гласовите на минатото што подалеку, за да може твојот сопруг да донесе одлука да не ги слуша. Молитва. Господе, се молам да му помогнеш на името на сопругот, целосно да го остави минатото. Избави го од секое упориште што минатото го има во неговиот живот. Помогни му да го остави своето поранешно поведение и вообичаениот начин на размислување за минатото и да биде обновен во својот ум. Ефешаните, 4 глава, 22 и 23 стих. Зголеми го неговото разбирање, за да знае дека ти се правиш ново. Откровение, 21 глава, 5 стих. Покажи му еден нов начин, инспириран од Светиот Дух, на кој ќе размислува за негативните работи што се случиле. Дај му го Христовиот ум, за да може јасно да го разпознава твојот глас од гласовите на минатото. Кога ќе ги слушне тие стари гласови, помогни му да се спротивстави и да ги замолчи со вистината на твоето слово. Онаму каде што некогаш искусил отфрленост или болка, се молам да не дозволи тоа да влие врз она што го гледа и слуша сега. Излеј простување во неговото срце, за да нема место за огорченост, гнев, одмазда и неопростување. Нека го смета минатото само за лекција по историја, а не како водач за неговиот секојдневен живот. Секаде каде што неговото минато представува непријатно сеќавање, се молам да го избавиш и да донесеш живот од тоа. Преврзи ги неговите рани. Псалм 147, 3 стих. Освежи ја неговата душа. Псалм 23, 3 стих. Помогни му да го остави минатото, за да не живее повеќе во него, туку да учи од него, да излезе од него и да премине во иднината што ја имаш за него. Моќни алатки. Не спомнувај си за она што се збидна, не мислете за она што помина. Еве, правам нешто ново, веќе се појавува, зар не забележувате? Да, ќе направам пат во пустината и патека во безводна земја. Исаја, 43 глава, 18 и 19 стих. Ако некој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. 2 Коринќаните, 5 глава, 17 стих. Во однос на своето поранешно поведение, да го соблечеме од себе стариот човек, кој пропаѓа според измамливите похоти, и да се обновувате во духот на својот ум, и бидете облечени во новиот човек, кој според Бог е создаден во вистинска праведност и светост. Ефешаните, 4 глава, од 22 до 24 стих. Затоа не папсуваме, па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден. 2 Коринќаните, 4 глава, 16 стих.
Самиот Бог ќе ја избрише секоја солза од нивните очи и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ни болка, зашто првото помина. Откровение 21 глава, 3 и 4 стих.